Сега се љутат, ама чекај, сожалявам. Сега Ама знаеш што, ние не мислевме вака, рече, трт пат, ама кажавме. Се беше кажано. ај, на здравје. Северно. Северна го легитимираше, сега сите граѓани на држава го ја легитимира Република Северна Македонија. Освен луѓето кои што гласаа за партии кои што не се естаблишмент. Тоа се 100.000 гласа вкуп. И кога ќе видиш таа Колку имаше Левица? Има 100.000 прилика. Левица е коалицијата на Стив, Гром да, и да, Данела. да. Тие не признаваат Северна. Да. Тие гласови се тие кои што не признаваат легитимитет за Северна. Не знам дали вчера бевте на надпреварот со Грција, ама во избедувањето забрануваше внес на знамето од Кутлеш. Одбојкарите играа вчера. Страшно. А полицијата забранувала влез на знамето од Кутлеш. На Панче полицијата. Ајде да видиме што вика Весна Јаневска, пуштате го видеото од Весна Јаневска. Не бе, какви учебници следиш што зборам? Северно. Се извинувам за Северна. Никогаш Северна, само Македонија. Да. Ајде да видиме. И да се развие една стратегија за подобро образование и во основното, средното и високото образование во Република Македонија, каде што се извинувам, во Република Северна Македонија, каде што очекуваме и да се развие една стратегија за подобро образование и во основното, средното и високото образование во Република Македонија, каде што То Трајче Неготиновски, што ти е страшно? Од што си исплашен? Ние ова го зборевме дека вака ќе биде? Ова зборевме, да, ова го зборевме година дена пред изборите. Сада сама Дуј го промени името у Северна Македонија Ама не и лаже. од Сада сама и Дуј има легитимитет тоа име. Треба да дојде ВМРО на власт со Влен и со Максо за да има легитимитет и од тој политички кампус. И сега сите политички представници на македонците го имаат прифатено новото име. Го имаат легитимирано. Ако ВМРО ДПМН не дојдеше на власт, пола од граѓаните на Република Македонија немаше да го имаат легитимирано новото име. Сега представниците Со 400.000 гласа. на 430.000 луѓе Кој што му дадува подршка на го легитимираат името, што значи дека сите граѓани во Република Македонија го легитимираат новото име Северна Македонија. Така. Честички. Честитки, да. Значи планот и програмата и сценариото беше ВМРО ДПМН да победи на изборите со 430, 50, 60, 500.000, 600.000 гласа, не е битно Милион. со колку, милиони. Битно беше дека сите политички кампуси сега го имаат легитимирано новото име. А преку тие политички кампуси и сите граѓани на државата го имаат легитимирано новото име. Дали легитимитет на Република Северна Македонија. Сите. Освен ние кои што гласавме за партии кои што не се дел од естаблишментот. Значи ние сме гласале за партии кои што не даваат легитимитет на новото име. Ете тоа е. И са што ти е страшно? Што не можеш да го внесеш сонцето од Кутлеш на утакмица? Нема. Следниот пат и ќуте ќе јадеш. Од полицијата го пробаш да го внесеш тоа знаме. Зашто? Затоа што гледаш. И биди сигурен дека таа наредба била дадена од Панче Тошковски. Апсолутно е дадена таа И наредба. да Панче биде Тошковски. трагедијата уште поголема, тоа е човек кој што потекнува од Егејска Македонија. Абе се утепа од средби со амбасадорката на Грција. Прва средба таа му беше со А амбасадорката. што сакаш да кажеш? Кога стана уште Да. технички министар. Да. И сега имаше брзо пак Само средба да со се И него. сега што за грците да не Донацијата. На двајца гледачи, Атана Станас Ганчевски, фала ти за донацијата, друже. Честито нова сезона, дечки, поздрав до цела екипа и на Т, кој што стана Infomax суперфан. Фала ви, дечки, за поддршката. Можете лайк, шер, сабскрајб да стискате, сабскрајбови ни требаат највеќе.
И лајкови. И многу сум изненаден. Имаше доста реакции на социјалните мрежи за изјавата на Весна Јаневска. Голем број на луѓе побара оставка. Зборам кој што знам дека го поддржувале ВМРО ДПМН и Мицковски неговата екипа. Ама сега прошо и бараат се оставка. Прошо, сега кркајте. Аха, бе, Прошовост. сега, ама сега се љутат, ама чекај, сожалявам. Сега Сега, ама знаеш што, ние не мислевме вака, рече, трт пат, ама кажавме. Се беше кажано. ај, на здравје. Северно. Северна го легитимираше, сега сите граѓани на држава го ја легитимира Република Северна Македонија. Освен луѓето кои што гласаа за партии кои што не се естаблишмент. Тоа се 100.000 гласа вкуп. И кога ќе видиш таа Колку имаше Левица? има 100.000 прилика. Левица е коалицијата на Стив, Гром да, и да, Данела. да. Тие не признаваат Северна. Да. Тие гласови се тие кои што не признаваат легитимитет за Северна. Толку. И мислам Сите други. ние четворица тука не признаваме исто. Па не сме гласали ние за естаблишмент партии. Абе, не признаваме и готово. Да биде најасно. Сите други. И мене ме вадат на граница со Грција. Од кола, нон-стоп. Сите други кои што гласале за ВМРО, СДСМ, Влен, Максим, знам, Знам посебно. Дуј, овие кои беа други таму, ЛДП, МДП, ТРП, сите тие се луѓе кои што го легитимирале новото име Република Северна Македонија. Крај на приказката. И нема се, ама ја мислев тоа. Нема се. Кажано беше Кога многу. почна Мицковски на пресконференции да користи народот на Македонија, собранието на Македонија, Да. владата на Македонија, тоаш беше јасно дека човекот спрема оптичка варка. Зашто? Македонија во договорот не е забрането да се користи како генерички поим. Само Македонија. Тоа што во Ама Република Македонија, Мало Морген. Република е државното уредување. Е тоа Мало Морген. Значи, името на државата е Република Македонија беше, и тоа е целото име. Република Македонија е целото име. А не била само Македонија. Република Македонија е целото Така име. е. Никогаш и не било, да. Да? Е сега, со новото од Преспа е Република Северна Македонија. Ама варката оптичка беше у тоа владата на Македонија, народот на Македонија, граѓаните на Па сега Македонија. ни тоа не го користи. Сега и тоа не го Сега користи. Република Нашата држава и Република Северна Македонија. Кога Ама- почна да го користи, извини Наталија, кога почна да го користи он тоа у пресконференција, која ја тргна Република Македонија од статут на партија, Па тоа беше одамна. беше 2 јасно години, да. дека Мицковски ќе го направи ова што го направи сега, да ја легитимира Република Северна Македонија. Тој договор преспанскиот има апсолутно надуставно Сега влијание. сега опфатот му е голем. Опфатот е сега над уставот. Тој договор има поголема сила од уставот. Затоа што уставот се уредува според преспанскиот договор. Така е. Значи, Како не е како последец- Охридскиот да. рамковен договор е дел од уставот. А ово е над уставот. Уставот Се смени поради тој договор. Да, значи овој Тој договор го предизвика- диригира целокупното политичко и државно уредување и уставно уредување на државата. Да, предизвика промена на уставното И уредување. сите политички партии му дадоа легитимитет на тој договор, вклучително ВМРО ДПМН. Акта сун серванта, договорите морале да се почитуваат. Дрн ни направија и си седна у фотели. Мислам вака да ви упростам у 2 реченици. Дрн, седна у фотели, Северна како им легна, како Дечка, против отсекуваш што да се било. борите, вие ме збунувате. Против лажговци се борим. И преваран. И про лажговци. Значи ова се Види, ако земеме Селски реално джилкаш. Заев излезе дека не лажал. Он не Заев лажа. што ли излажал Заев? Ништо не излажа. Се што кажа, се така се Шо излажал направи. Заев? Кажа ќе го сменам Да. името. А овие вика ќе го вратат? Не, до душа имаше Заев една изјава. Што викаше? За жицата. За жицата, На ама тоа жицата во да не- кампања. У кампања го кажа. Ако гледаме Мицко во Не, 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 кампања, не. што лажеше тоа, па знаеш Он у колку е? кампања, после при крајот на кампањата, Заев рече, ако е услов тоа, ќе го менјаме, ќе преговараме со Грција. И у кампања го кажа тоа. Ќе преговараме со Грција.
Тоа зборам, значи некој ако најмногу го изманипулирал македонскиот народ од осамостојување до сега, тоа е Мицкоски. Абе он на конвенција што правеа у опера и балет кај им беше. Конвенција за избор на председател, нели кога ја бира Гордана, еден кандидат што беше, насловот беше Конвенција за избор на председател на Република Македонија, Република Македонија. Значи, измама им беше насловот на конвенцијата. Втора измама беше, она не беше делегат, а носеше, нели вика не сум член на ВМРО цело време. А носеше... Имаме едно одлично прашање. Андреј Келимановски вели, добре дечки, тоа што го зборите за буџетот, зошто не идете на пресконференција или каде што дава изјави Мицкоски, скоро секој ден дава, прашете го Бујрум. Точно прашање. Мицкоски, одлично ова што го постави, пошто ќе го коментиравме подале у емисијата, Мицкоски не испраќа покани или известување за тоа кај ќе биде на терен. Само на нас не ни праќа. Само на нас, само на Инфомакс не испраќаат покани. Му звонев на Наум Стоилковски, кој што го сметам дека е муж. Нема, беше И портпарол на И колега новинар. Да. На партијата е портпарол, ако не на влада. Наум не ми се јави, за да им кажам да не додадат на мейлинг листата, да ни испраќаат покани за кога ќе иде Мицко на терен. Ние сме идели кај Заев Никогаш и не се случило да не покана. Не се случило да немаме покана за настан. И не се случило пресконференција Александар да не му отиде. И тоа да му влезе... Значи петарда. И да не го цимаш. Да му Да ме влезе петарда, брат. со нога, да. Лом. Немало пресконференција која што му поминала пријатно со мене. Одржано не дека нели за инат или не знам што. И на Филипче. Филипче кога беше короната, значи забранија заради Инфомакс, после тоа забранија новинари ова пресконференција онлайн беа, да.